Спомен кустурниците представуваат монументални објекти со символична содржина, како посебен вид на капели. Во нив се приложени мошти на борците кои биле жртви на одредени воени дејства. Овие грандиозни силуети се во корелација со современата, ликовна и монументална архитектура и уметност. Во Македонија започнуваат со изградба во периодот меѓу двете светски војни, но својата афирмација ќе доживеат по завршувањето на Втората светска војна. Терапија со нова надеж овој пат се осврнува кон велешката спомен костурница, која плени со својата импозантност. Автори на ова грандиозно дело се Саво Суготин и Љубомир Денковиќ. Идејата за формата представува фионов цвет, кој значува раѓање на нешто ново, а од друга страна присутна е асоциацијата на распукан шлем, символ на победениот фашизам. Централно во интериерот е поставена скулптура на расцветано дрво, символ на слободата, а под неа се наоѓа криптата на 100 велешки борци. По должина на ѕидовите лежи најголемиот мозаик во Македонија, од околу 220 метри. Дело на македонскиот сликар Петар Мазев, кој преку композицијата од 5 делови на мозаици ја представил историјата на македонскиот народ. Нова надеж има за цел да не потсети на важноста и значењето на спомениците како дел од културното наследство, особено на оние од народно-ослободителната борба, кои се од исклучителна важност за државноста на Македонија. Темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сводот вечен, знае сиот свет, кога Вардар течел, биел робска клет. Колку света сила, коли твој се зби, Добро вечер, почитувани дами и господа. Добро вечер на сите. Фала Богу. На почетокот веднаш да се извиниме за овој мал дилеј. Очигледно нешто со времето имаше несовпаѓање, но битно дека почнавме и бескрајно сме ви благодарни во името на терапија што вечерва дојдовте овдека да го одбележиме овој навистина голем историски ден за македонецот, за македонскиот народ, за нашата вечна борба за независност и за слобода. Да не знаев кој датум е денеска, ќе си помислев дека пред 8 децении во Македонија се испекла првата пита и веднаш потоа дошле бугарите, им ја земале питата, потоа македонците се наљутиле, земале пушки и стапови и така настанала питијадата. И ние во Куманово не сме подалеку, имаме чваркијада, некои имаат празијада, некои имаат пастрмалијада и стално се прашувам, ке ми извините, како тоа од една прекрасна земја станавме земја на беда и јада. Ама, добре, да се надеваме дека генерацииве кои седат вечерва овдека, овие мали носители на таа вечна борба на македонецот и непрегор за слобода и изјаснување на тоа што мисли дека ќе ја продолжат, а ние ќе им овозможиме како возрастни генерации да растат во мир, во просперитет и никогаш повеќе да не се фатат за пушка во животот. Денеска имам некој измешано чувство во себе, некој воскит и горчина. Воскит за едни голобради момчиња кои, верувајте, ако ги прочитате нивните истории, ќе видите дека немале повеќе од 19, 20, 21 година, исто толку млади девојки, се спротиставиле на некоја огромна сила, не плашејки се и не гледајки колку се мали, колку се тие големи, едноставно срцето
не прашува против кого се борите. Храброста е нешто што најверојатно се добива од раѓање, а овие луѓе, чии што ден го одбележуваме денеска, очигледно имале голема, огромна храброст и голема желба за да ја ослободат својата земја. Јас се надевам дека во иднина, како и порано, ќе гледаме овдека многу мали дечиња, нормално без тие црвени марами, ќе има многу убави песни, ќе се кажуваат, ќе се споменува жртвата на овие млади луѓе и никогаш нема да се заборави, и дека побитни ќе бидат националните интереси отколку некоја било каква празијада или чваркијада. Дозволете ми во тоа име да прочитам една песна. Ја заборавив затоа што ја знаев на памет пред 30 години. Со оваа песна полагав приемен на Факултетот за драмски уметности, а таа е песна од големиот Коста Солев, Рацин. Велешанец кој, иако бил поет, иако може би требал да се занимава со уметност, решил сепак да го заложи својот живот за ние денеска овдека, да можеме да имаме и чваркијада, и питијада, и рок гитаријада, и да имаме многу други манифестации. Јас да бидам глумец, вие да бидете тоа што сте. Песната се вика, тоа е од пењето Елегии за тебе, првата песна. Вчера си поидов, наминав, низ таа гора зелена, по тие буки високи, по килим сенки широки. Одев со глава замаен, наведнат, мртов, зачмаен. Одев со грудка на срце и каракамен награди. Деј гиди горо зелена, деј гиди водо студена. Птиците пеат, ти плачеш. Сонцето грее, ти темнеш. Ако ги криеш коските на дели млади јунаци тука што лежат под тебе, по тие темни дубрави, зошто ги таиш песните? Зошто по тебе дрвјата и на дрвјата гранките и на гранките лисјата шумолат скришно, таговно? Ви благодарам. А до мене стои мојата драга колешка Камка Тоциновска, со која што имаме поминато многу на сцената. И особено сум горд што ја познавам, затоа што Камка секогаш во мене покрај добар другар, пријателка и колешка, сум ја гледал во очите како наследник на една славна крв, на една славна приказна. Имено Камка сама ќе ви објасни како е поврзана со оваа борба што денес ја одбележуваме. Повели, Камка. Ти благодарам, Тони. За мене секој доаѓање овде е емотивно, па ќе си дозволам да прочитам. Денес одбележуваме и 45 години од постоењето на спомен костурницата во Велес. Терапија со нова надеж, овој пат фрла светло на еден мрачен и повеќе годишен тренд во Македонија за поставување на историските споменици како дел од културното наследство. Оваа спомен костурница во Велес, ова маркантно архитектонско дело е изградено во знак на сеќавање на паднатите борци кои го дадоа својот живот во борба против германските и бугарските фашистички сили. Ова спомен обележје, кој љубоморно ги чува моштите на паднатите жртви и најголемиот мозаик на Петар Мазев, познати како Македонска Герника, за мене е и лична приказна. Тука, помеѓу останатите светли ликови од нашата историја, почиваат и коските на мојата баба, чие име носам, Камка Тоцинова. Незиното име, името на познатиот поет и револуционер Коста Солев Рацин, како имињата на сите борци, поради кои ние денес уживаме слобода, нема да ги сретнете овде. Имено, дел од бронзените плочи на кои беа испишани нивните имиња, беа украдени, а дел од нив се уште недостоинствено седат во некоја остава. Се надавам дека терапија со ваквите иницијативи ќе даде свој придонес во подигање на свеста за важноста на спомениците и нашиот однос кон нив. Се надевам дека надлежните ќе се разбудат и ќе ја вратат Велешката костурница во првобитната состојба како што и доликува, во незиниот полн сјај. Овие коски, кои почиваат во криптата на Велешката костурница, имаат свое име и презиме. Да не дозволиме повторно и повторно да бидат предадени и стрелани.
Народно-ослободителната борба во периодот од 1941 година до 1944 година, како продолжение на вековниот сон на македонците за собствена држава, ќе триумфира со победа над италијанскиот, бугарскиот и германскиот фашистички окупатор. Во оваа борба за своите национални права, за своите социјални права и слободи, масовно учество ќе земат и македонските жени. Такви се и велешките жени, за кои Никола Кирков, еден од пионерите на македонското повоено новинарство, во својата книга "Илегалниот печат" во Велес, ќе го забележи следното. Движењето на Велес разви и многу широка дејност во мобилизирањето на жените во борбата против окупаторот. Велешката партиска организација имаше женска комисија, која беше раководена од член на местниот комитет на КПМ. Активноста на жените беше поставена на широка платформа на народно-ослободителната борба и во тоа се вклучуваше секоја напредна жена и противник на окупаторите. Се освојуваа женските друштва, кои окупаторот сакаше да ги има во своји раце, и преку нив се организираа разни јавни настапи и други приредби, преку кои се популаризираше народно-ослободителната борба. Жените во Велес беа во првите борбени редови. Во екот на организирањето на Велешкиот партизански одред, многу беше значајна акцијата на велешките жени, кои демонстрирајќи пред окупаторот, протестираа против насилното мобилизирање на напредните велешани во така наречените бугарски трудови дружини. Жените беа вклучени во дејностите на Фондот за народна помош. Голем дел од нив плетеа чорапи, пуловери, шиеа кошули, плетеа капи, правеа петокраки за партизаните од Велешкиот партизански одред. Многу од нив криеа илегалци, беа курирки, партизанки, гинеа во борбите со далеку надмокниот непријател. Една од тие велешки жени, која е курирка и во својата куќа чува илегалци и е врска на истите со Велешкиот партизански одред, е и мојата баба Камка. За жал за неа, поради масакрот на Пуста кула, имаме многу малку информации, многу повеќе знаеме за незината смрт, многу помалку за незиниот живот, незината младост, незиното потекло и така натаму. Знаеме дека е родена 1906 година во село Рудник, дека има двајца браќа, Раде Грковски, чија ќерка Мирјана Мајчи ми ја подарува оваа книга, зашто сум ми многу благодарна, и еден полубрат Димитар Дими. Од тука на 23 години се мажи за мојот дедо Милан Тоцинов, носител на Илинденската споменица, угледен трговец и касапин од Велес. Се раѓа многу голема љубов за која што велешани долго време ќе прераскажуваат, па така и ќе бидат запаметени како двата гулаба од Сармаале. Еден фрагмент од незината активност, од незиното делување во НОП, Никола Кирков ќе го сочува понатаму во својата книга, па ќе рече вака. Во летото 1942 година Рудник криеше и една чета на одредот која на овој терен се наоѓаше од јуни па се до почетокот на септември. За ова време на одредот му се приклучија и рудничаните Јован Басаров и Мирко Грковски. Наскоро во одредот се приклучија и младинците Раде Бурчев, Никола Грков, Костадин Грков, Душан Грков, Ордан Грков и Миле Грков. А тоа стана на 4 септември 1942 година во времето на нападот на партизанската чета на Рудник. Врската со одредот тие ја фатија во Велес на 5 септември, зашто по една случајност тие изгубија по нападот на партизаните во селото, во ноќта на 4 септември. Во Велес се поврзаа со Родна Ивева и Камка Тоцинова и на 6 септември беа од нив водени на курирската партизанска врска на Раштанскиот пат, во чија близина беше и фудбалското игралиште. Тој ден беше недела. На игралиштето имаше многу луѓе, се играше фудбалски надпревар. Околу 5 часот попладне во близина на игралиштето се разнесоа револверски истрели. Збунет, народот почна да се растура и да бега од игралиштето. Никој не ја знаеше причината за оваа покотница. Сиот реон околу игралиштето и касарните беше блокиран од војници и полицајци. Пукањето се одолжи. Падна и првите жртви од граѓанството, беше убиен Трајче Пингов од Велес. Бугарските војници и полицајци почнаа да вршат масовна рација.
Над 500 граѓани беа затворени во касарните, настана масовно претепување, од секој го бараа да каже каде се шумкарите. Престрелката настапила поради следново. Токму кога Камка Тоцинова, Никола Грков, Раде Бурчев и младинецот со бомбите се наоѓале над игралиштето и кога требало да свртат кон Раштанскиот пат, двајца бугарски војници го фатиле Радета Бурчев за рамо и се обиделе да го соборат. Кај нив дотрчали и други војници и полицајци, а кога ги забележале Камка Тоцинова, Никола Грков и младинецот со бомбите, отвориле на нив оган кој набрзо го бил свртен на секого што се движел во тој реон. Меѓутоа Камка и рудничаните успеале да побегнат. Ова се случува летото 1942 година. Нешто малку подоцна, истата година Камка Тоцинова е уапсена од страна на бугарската полиција и заедно со останатите 6 рудничани е донесена во Скопскиот истражен затвор. Во истражниот затвор лежат околу 10 на 15 дена, немаме точна информација и се свирепо измачувани, се со цел да одадат било каква информација за организацијата и за отпорот, во што и бугарските полицајци не успеваат. За методите кои што биле користени од страна на бугарскиот окупатор, ќе дознаеме од сведоштвото на Панче Пешев, македонски револуционер, диригент и композитор, автор на песната Кочелик сме ние, по текст на Ацо Шопов, која ќе стане и химна на Третата македонска бригада. Панче Пешев сведочи дека бил во иста келија со 7 рудничани, па така на 14 септември, во текот на ноќта, сите заедно ќе бидат пренесени за Велес, со идеја дека таму ќе им биде судено како политички затвореници. Меѓутоа, на само 8 километри пред Велес, односно на денешниот пат Велес-Скопје, извадени се на сред пат и врз нив е извршен масакрот кај местото наречено Пуста кула. И за овој настан го имаме сведоштвото на Панче Пешев, затоа што Панче Пешев е и единствениот кој што успева да побегне и да се сокрие во шумата. За жал, Панче Пешев ќе го изгуби својот живот 2 години подоцна во судир со бугарските сили. Денеска на Пуста кула тие имаат свој споменик, на кој секој 14 септември чествувањето на овој ден беше раскошно. Немаше место каде да се застане. Доаѓа делегации од градот Велес, доаѓа Сојузот на борците и се разбира најблиските на паднатите борци. Вака некогаш изгледаше тоа. Во првиот ред е мојата фамилија, а ова доле сме јас и мојот брат. Иако бев многу мала да го разберам контекстот на целиот настан на масакрот кај Пуста кула, секако ја разбирав болката на децата на паднатите борци, на нивните солзи секој 14 септември и мислам дека тој нивни грч на лицата нема никогаш да успеам да го заборавам. За жал, денеска, по 80 и кусур години, истото место е опустошено. Споменикот Пуста кула воопшто не личи на споменик на паднати борци. На 14 септември воопшто не можевме да пристапиме да положиме цвеќе и да ми одадеме почита на овие 7 рудничани. Тој се наоѓа на едно брдо, има многу скалила кои што се обраснати со грмови. Доле на самото плато на споменикот служи како нужник на случајните минувачи и воопшто нема никаква назнака за постоењето на овој споменик. Јас се надевам дека оваа година Општина Велес ќе го одржи ветувањето кое што ни го даде, да ги удостои паднатите борци и нивните поколенија, да го расчистат споменикот и да ни дозволат да положиме цвеќе во нивна чест.
Би сакала да кажам дека независноста на оваа држава е крваво заработена и тоа е нешто што не сме никако да се заборави, а уште помалку и да се фалсификува. Мислам дека сите знаете кои се вечерашни гости. Тоа е најголемиот револуционер меѓу актерите, тоа е едно мало детенце кој им ги шверцуваше по раките на партизаните во своето самарче, па со своето конче се шеташе по планините и Бога ми успеа со тој свој лик да ја разбуди таа револуционерност и кај нас помладите генерации, иако сум само 4 години помал од него. Тој е мој театарски батко. Вечерва заедно со неговиот другар Гуру Харе, со неговата поубава половина, ќе ни направат половина часовен концерт, од прилика сега не ме фаќајте за збор. Благодарам уште еднаш на терапија што се сети да го исчествува ова. Голем аплауз за Игор Џамбазов и Гуру Харе. И да не заборавиме, смрт на фашизмот. Добро вечер, другари и другарки. Добре дојдовте. Јас во животот примам две терапии. Една која морам, аспирин 100, клопидогрел зилт 75, навечер освера 20. И една која сакам да ја примам, тоа е терапијата што е заслужна за сите овие вакви културни настани кои се обидуваат од некултурата да направат култура. Ке признаете, културата е скапа работа. Но кога ќе дое човек овде, сваќа дека некултурата е 3 пати поскапа. Да го нема името на бабата на Камка, жена што се борела за оваа наша слобода, да заврши таму некаде во некоја 10-та соба, па нели е тоа тажно? Јас ви ветувам сега пред сите дека од утре се посветувам на тоа тие табли да бидат вратени што е можно побрзо. Со векови окована во бранги, подробство пишти Македонија. Бој ке не трпиме безчесни лаги, во бој последен борци влегоја. Во борба, македонски народе, за света народна слобода, а со песни радост се мре. Уште еднаш. Во борба, македонски народе, за света народна слобода, а со песни радост се мре. Излековме ние смели партизани, над нас на Гоце знамето се ве, по гори полја и на сите страни, фашистка крв на секаде се ле. Да ве чујам. Во борба, македонски народе, за света народна слобода, а со песни радост се мре. Хеј, во борба, македонски народе, за света народна слобода, а со песни радост се мре. Пред некој време одам во банка нешто да средам со некои документи, долга колона, 3 шалтери работат. Чекам ред и сваќам дека пензионерите зимаат пензија. Најмлад сум во банката, чекам ред и по едно време една бабичка од зад мене ми вика: Игорче, бе, што чекаш ти? А викам, ти што чекаш, баба? Вика, пензија. Викам, па ја чекам пензија. Каква пензија? Викам, боречка, бе, баба. Каква боречка пензија, Џамбазов?
Па викам, баба, бе, јас сум трајче волшебната самарче, му тепано поише германци од овие народни херои наживе, ја ако не добиам боречка пензија, кој? Вечерва пред да почне настанов, се дружевме со луѓето, се фотографиравме, секој втор човек го спомна волшебното самарче. Јас верувам дека сте заборавиле како звучеше шпицата. Сега оние што имаат 30 години и повеќе, ќе ги вратам исто толку години намазад. Дај каре. Има песни со 2-3 збора, тивки како ветрец плав, нив ги пее борец в гора, другар брат, кога брани роден град. Деца бевме, кога стана народ цел, денот бел ни беше сон. Денот бел ни беше сон. Едно утро во облак темен згасна свето сончев зрак. Оган силен тогаш вивна вроден крај против темен робски мрак. Деца бевме кога стана народ цел, денот бел ни беше сон. Денот бел ни беше сон. Има песни со малку збора, тивки како ветрец благ. Нив ги пее борец в гора, другар брат, кога брани роден град. Деца певме кога стана народ цел, денот бел ни беше сон. Денот бел ни беше сон. Денот бел ни беше сон. Баш ми е мака што ми е 8 ден вирусот и што ми е ваков гласот, но јас одамна го имам загубено од добриот глас, така викат душманите. Мислам дека е побитна нашата појава овде и овој чин на освестување дека ако ова го забораваме, се забораваме себе си. Тоа токму го прави и терапија, да не ги заборавиме работите што не смеат да се заборават. Мозаикот е дело на академскиот сликар од Скопје Петар Мазев и е најголем мозаичен комплекс во Македонија со над 220 метри квадратни. Преку една композиција од 5 слики, авторот ни прикажува историјата на македонскиот народ, почнувајќи од турскиот период, па се до 80-тите години на минатиот век. Во првата епизода, таа е составена од 5 епизоди, мозаикот, значи, османлиското владење во Македонија. Втората слика е периодот меѓу двете војни. Третата слика е фашистичката окупација и отпорот спрема фашистичката окупација. И четвртата слика позади мене е победата на револуцијата. Петата слика е повоената изградба и миролюбивата политика што ја водеше Југославија спрема на дворешниот свет. Мозаикот е направен од природен камен, од подрачјето на нашата република, а овој камен што свети е вештачки камен и направен е од венецијанска паста, да има повише бои, да се одвојуваат символите и формите една од друга,
бидејќи тоа е еден одраз на тој апстрактен експресионизам правец во сликарството. Беше пуштена во употреба на денот на востанието на македонскиот народ на 11 октомври 1979 година и ја пушти тогашниот председател на Сдруженијето на борците на Југославија, генерал Коста Наки. Истата година, од црквата Свети Пантелемон, каде што се наоѓаа партизанските гробишта, на еден величанствен начин беа пренесени посмртните останки на паднатите борци од Велес и Велешко и се наоѓаат овде во нивниот вечен дом, во спомен Костуницата, испод централниот символ, долу во заедничка гробница, испод дрвото на животот, како што е наречено, значи борците кои лежат доле донеле нешто ново. Тоа е символ на слободата и е централен символ во оваа спомен Костурница. Дело е на академскиот вајар од Нови Сад Љубомир Денковиќ. Тој е еден од авторите исто така на овој грандиозен споменик покрај инженер архитект Саво Суботин, двајцата од Нови Сад. А сега кога сме кај ова време, една од најпознатите творби воопшто од тоа време ја напишал Ацо Шопов за храбрата партизанка Вера Јоцич. Легендарните очи на Ацо Шопов. 3 дена на раце те носевме збрана, со тага и болка, во погледот срчен, и секоја капка од твојата рана, ко крвава жар, ни капеше срце. Другарите беа и морни и гладни, со згурени чела и свиени плеки, со табол се впија во очите ладни и жалеа оти, не кеплам над веќе. Но јас знаев оти пак ке вивнат жарови и борците под нив, ке цветат и раснат студените утра, ке греат ко сонце и никогаш нема да згинат и згаснат. Последната вечер планинското село кај борците беа во дрипава дреа, со пликови жешки на стапалки тешки, со смрштени лица, заледени мразни, ко нивните пушки, укочени празни, и одеднаш бргу, ко здушена река, се пронесе шепот од уво до уво. Утре, друже, взори, страшен бој не чека, а ние сме малку, сал неколку души, а утре, друже, взори, страшен бој не чека. Добро, кажете ми искрено, нели е трагедија што овие песни не се изведуваат во ниедна прилика? Еве, јас сум толку среќа, прв пат ги пеам овие песни, ги учев, сега ги бубав овие денови на 60 и кусур години, но еве уште еден апел. Ова се прекрасни песни кои зборуваат за едно време во кое Македонија прв пат ја доби својата држава. Еве уште една таква. На 3-40 километри од тука, пред крајот на Втората светска војна, е извршен еден од најголемите масакри во Македонија, во селото Ваташ. Втиквеш ко негде,
некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело и кога взраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно каче, румено крвје течеше в жили, в радост, без почин. Кај око детско натопи земја, гороцвет никна разлиста пролет. Кај крвта врела натопи слана, црвена роза закити поле. Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквешко негде, в некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете. Магда Димовска Поповска, прва братучетка на нашиот револуционер и поет Коле Неделковски, родена 1887 и 1890 година во село Војница Велешко, починува 1967. Била тивка, мирна, културна, посветена и почитувана мајка и баба, но во исто време малтретирана и напатена жена, која по смртта на низиниот сопруг Ристо останува вдовица со 5 малолетни деца, мојот дедо Владимир, Тодорка, Милан, Коца и Ѓорги. По окупацијата во 1941 година во куќата на Магда во село Војница Велешко се одржуваат илегалните состаноци на партизаните. На Магда било дадено задача да го чува оружјето на таван, да го чува житото и брашното. Магда била јатак на партизаните. Таа месела леб за нив, им приготвувала храна, ги чувала, ги лекувала. Таа го криела и го лекувала ранетиот првоборец со споменица 41 Богдан Видовски. Исто така и ги чувала неговите 2 малолетни деца, бидејќи мајката на Богдан била интернирана од страна на бугарската фашистичка полиција. Таа ги криела исто и партизаните Дончо Димовски, Ѓорги Темелковски, Стојан и неколку други. Ристо и Магда од тројца синови, двајца имаат партизани. Дедо бил премногу мал да се вклучи во било какво действие, но затоа Милан и Ѓорги се приклучуваат во партизанските одреди на Македонија во село Војница Велешко. Милан, како и цела негова генерација по окупацијата, биле пратени да служат војска во Бугарија, но Милан пребегнува и доаѓа во партизанските одреди. Поради тоа има негова слика во бугарска униформа. И таа слика била во домот на Магда. Кога има претреси, во еден од претресите бугарската полиција ја гледа сликата на Милан и ја прашува Магда да им објасни за сликата. Магда објаснува дека таа е слика од синот и дека нејзиниот син служи војска во Бугарија. Полицијата се повлекува. Во еден друг претрес, каде што Богдан бил скриен на таван горе во брашно, кивнал од брашното. Во тој момент сите се свртеле нагоре на кај таванот. И една од керките, дали Тодорка или Коца, кивнала. Магда објаснила дека керката се разболува и затоа кивнала. Полицијата се повлекува повторно. Но не било така со позитивен исход за Магда, низиното семејство и партизаните. Во еден од претресите, Магда со децата била извадена надвор од куќата и им било наредено да си ги копаат гробовите. Замислете го чувството на една мајка, каде што си ги гледа децата како си ги копаат сопствените гробови, знаејќи дека може да ги снема. Додека траело копањето на гробовите, еден од партизаните што се криел во куќата на Магда, избегал од куќата и ги повика своите другари партизани. Заедно нагрнале на бугарите и во гробовите наменети за дедо ми и неговото семејство биле закопани бугарите. Магда била викана на разговори, тепана и малтретирана, но никогаш не ги предала своите другари и своите роднини. По ослободувањето во 1944 година Магда е одбрана во одборот на АФЖ, каде што плетеле, ткаеле,
приготвувале храна, месен леп за потребите на партизаните. Магда има добиено медал за храброст заради действието што го покажала за време на окупацијата, храброста, ладнокрвноста и издржливоста. Магда била почитувана и сакана жена, како од страна на незиното семејство, така и од сите други. Незината приказна и незиното херојство и ден денес се раскажува. Се мислевме со Каре што би било податливо од нашиот репертоар да ја свириме вечерва, но бидејќи замислено како мини концерт, се одлучивме тоа да биде песната која лани ја пеевме на Буба Мара и која тука го има својот најмалечок фан. Едно 3-годишно дете ме запозна и кога го прашав која му е моја омилена песна, рече Македоникейшн. Он не знае ни името, а си ја каже како што треба, ама знае за Македоникейшн. Ајде, Каре. Мала грудка земјичка од памти веќе тука, постара од сонцето со азбука за ука. Биди горд на неа, биди Македоникейшн. Се слуша смрт или слободата, верба што не спои. Гоце Питу, Даме, Јане, 1000 херои. Баш добро ти стои, биди Македоникейшн. Еден чекор на напред со насмевка до уши, 2 чекора на назад и орото се гуши. Немој да го играш, немој да си играш, биди Македоникейшн. Запеј Македоникейшн. Сите светски патници во потрага по среќа, дојдени се по златници и по мачката во вреќа. Сакаат и тие дел од Македоникейшн. Еден чекор на напред со насмевка до уши, 2 чекора на назад и орото се гуши. Немој да го играш, немој да си играш, биди Македоникейшн. Запеј Македоникейшн. Мисли Македоникейшн. Живеј Македоникейшн. Како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови легнале та натешнале. Денови ли се денови, аргатски маки големи, стани си утре порано, дојди си вечер подоцна, наутро радост понеси и навечер тага донеси, ај пуста да би останал животов кучешки. Роди се човек, роб биди, роди се човек, скот умри, скотски цел живот работи за туги други имоти, за туги бели дворови,
Копај си црни гробови, за себе само тргај си, за себе маки тргај си. Биди Македонcation, запеј Македонcation, мисли Македонcation, живеј Македонcation. Милон Малезановски, роден 1919 година, почина 2003. Заедно со неговата сопруга, мојата прабаба Цвета, имаат 3 деца. Баба Милила, Надежда, Гоце, односно Ѓорги. За време на окупацијата, Милон, како и цела негова генерација, биле пратени да служат војска во Бугарија. Но Милон пребегнува со втората тура на млади луѓе и се приклучува на партизански додри на Македонија во Велешко. Тој учествува и во некои акции за ослободување на градот Велес. По ослободувањето тој работи како продавач и е избран за одборник на село Војница за општина Чашка. Прва поголема препрека, освен обновата на селото по војната, биле македонците протерани од граѓанската војна во Грција. Тој организира акција за доделување на храна, кебиња за солништа за тие страдални души. Потоа иницијатива има за поставување на спомен плочи на паднатите борци од Војница и од околните села. Исто така делење на материјална помош на тие што немаат. Дополнително Милон има направено список на борци од Војница и од околните села, но тој список не е довршен. Подоцна со земјотресот во Скопје тој исто така прави акција за донирање на парични средства и на други материјални средства за скопјани. Кога дознал дека ќе се гради спомен костурницата во Велес, тој веднаш стапил во акција за собирање на парични средства. Тој има собрано околу 200.000 динари тогашни и ги има уплатено во Велес за изградба на костурницата. Милон ќе остане мој херој, исто како и Магда, ќе бидат овековечени во книгата што ја спремам. Имаме една порака до сите, особено на македонците. Тие што имате постар член во семејството, прашите го за вашето семејство, за неговото семејство, да ви го каже семејното дрво, да ви каже интересни случки од животот нивни. Запишете го, снимајте го, објавете го негде, бидејќи треба да се остави нешто за некои идни генерации, да ја учат нашата македонска вистина, а не да дозволиме трети страни да не учат на нивната вистина. Нашето предвидено заврши, но сега им објаснував на во бекстејџот. Значи, еден ден во секоја календарска година ми е предодреден за слободанка. Во тие 24 сата терапија може да прави со мене што сака. Не забавите на PDD, што сака може да прави. Другите 364 дена имам право да си одмарам во мојот Дојран. Дојдете во Дојран, дечки, и Дојран е во Македонија. Вие доаѓате во Дојран само кога одите на кај Грчка. Неќе да е убавко тоа. Тие пари што ги трошите во Грчка за 10 дена, во Дојран може да живеете 2 месеца, па вие се направите сијаса под дома. И дишете длабоко, тоа е најбитно на сите овие стресови и нервози, најбитно е да дишете длабоко. Ајде заедно. Имам еден другар, еден од оние малкуте што не ми сгрешил, дури ме утешил. Се гледаме ретко, ама многу квалитетно и дискретно. Ке ме распраша, како си, што си, кај се изгуби. Како си, што си, па гледам добар си. Како си, што си се изменил. Како си, што си се здебелил. Да. Сум се здебелил, па што ќе ми пукне будењакото што мог. Не лајбе ти. Него го сакам, дека има една чудна, една малку многу блудна филозофија
а та гласи: ако си скаран, баран, спречен, лечен, најди поле, поле широко, па земи воздух и диши длабоко. Затвори очи, па диши длабоко. Исклучи уши, па диши длабоко. Растерај мисли, па диши длабоко. Таман ни заврна. Да. Диши длабоко, да не сараме истога. Да. И бргу сватив дека тоа чудо делува и развеселува. Некоја чудна сила право в срце ти се вселува. Ова дечки стварно делува. Ајде другар, најди едно наше поле широко и диши длабоко. И памти зап за зап, око за око, и диши длабоко. Да. Ајде заедно. Диши длабоко. Да. Диши длабоко. Да. Диши. Дај. Диши длабоко. Диши длабоко. Диши. И у Скопје мора да издишиш, што ти можеш да умреш. Само да ви кажам дека после нашиот настап внатре имаме гости, двајца диџеи, мојата драга пријателка Ивана Дракшич и едно ново име за мене, се надевам ќе го оправда своето постоење, Александар Херцел. Фала друштво. Се надевам дека следната година во поголем број, со повеќе извадувачи и со реновиран, репариран ова монументално здание кое заслужува повеќе внимание. Благодарам на терапија, благодарам Доче, благодарам на сите вас добри луѓе. Чао. Parliament, upgraded with a new floor and dooms. Old National Theatre. New headquarters for the financial police. The new foreign ministry. Holocaust Memorial Center, National Bank, the new Archaeological Museum, 22-meter monument of a warrior on a horse, standing upon marble fountains surrounded by lions and phalanga, 22-meter monument of Philip II, ancient Macedonian king, fountains in Riva Varda,
Museum of the Macedonian National Struggle, National Court, new State Archive, Summer House, renovated and illuminated Kale Fortress, a triumphal arch called Macedonia, a Ferris wheel overseeing the city, lions on both sides of the main bridge with a renovated fence, new baroque facades and buildings all over the main square, electrocommunications agency, 3 new bridges on the River Varda, new business center, new mayor residence, colonnade of independence, new Philharmonic house, beaches on the banks of Varda, over 100 bronze and marble statues and monuments. Jedan pogled, bezbroj sni, moj te želbi nemat broj, što me pleni, ljubi me ti, nova nadeš, srce grej. Štom ke stajiš, oči dve, tvojot pogled, moje plen, štom go pleni,